Не знам како било во Турција, но тоа што вчера го направи Канал 5 не е ништо друго освен доказ за нивото на професионалноста која владее во медиумската сфера во државата. Да се играте на тој начин со судбини на луѓе, навистина мислам дека е дно. Своевидно дно, каде што трката по, како веќе го нарекоа, перверзниот профит на две големи медиумски куќи, практично нема граници. Ке направат се, само за да си ги изголемат и онака безобразно големите профити. Каде е улогата на Советот? Па мислам дека тие треба да ја најдат, ако се навистина такви поборници за почитување на законот и правото во оваа држава, и ако тоа го манифестираат затварајќи една телевизија многу скоро, наводно поради непочитување на некаква програмска шема, што е преседан во оваа држава, и ако тоа истото не се осмелуваат да го применат на останатите електронски медиуми, кои апсолутно, мислам дека дури само една телевизија целосно го исполнува тој програмски формат, значи, ако се доследни и ако го почитуваат правото, всушност треба да ги затворат сите останати електронски медиуми. Се разбира дека тоа нема да се случи и не треба да се случи, меѓутоа Советот за радио и дифузија ќе мора на дело да покаже дека во оваа држава професионалноста, кодексот, моралот, етиката мора да значат нешто. За жал, тоа во овој сега не е случај. Новиот состав на Советот за радиодифузија, предводен, слободно би рекла, од ВМРО ДПМНЕ, во изминативе денови покажа исклучителна ажурност и агилност во носењето на одлуки што се однесува на одредени медиуми во Република Македонија. Од тука ние очекуваме, особено со оглед на фактот што денес има седница Советот за радиодифузија, да покаже ист таков ентузијазам, елан, чувство за правичност и кога ќе одлучува за ваквите случаи, конкретно за Канал 5. Рекламирањето треба да биде вистините и честни, да не ја заведува јавноста во заблуда. Тоа значи Советот за радиодифузија во овој случај треба да го применува законот, односно казнените одредби, и очекуваме дека за овој прекршок казната е од 200.000 денари до 300.000 денари. Не, во секој случај станува збор за неуместна шега, реклама, како сакате кажете. Имало поадекватни форми на рекламирање. Единствениот успех на таквата промоција е практично вниманието што е постигнато во јавноста и на сите медиуми кои ја следат оваа материја. Но во секој случај треба да се размисли за шокот што бил предизвикан кај сите луѓе кои имале своји блиски, кои летале некаде или кои требале да се движат, и мислам дека станува збор сепак за неумесна постапка.